Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во новото издание на емисијата во ординација, а мој вечерашен гостин е доктор Виолета Божинова. Докторке, добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Така. Поздрав до гледачите на телевизија ВИС. Благодарам. Вечер вас зборуваме за инфекција на желудникот, многу честа инфекција на желудникот, Helicobacter pylori. Што представува оваа бактерија и зошто е толку присутна помеѓу популацијата? Значи, Helicobacter pylori е бактерија која што предизвикува воспаление на желудникот. Доста често е застапена во светот и се смета дека околу 56% од популацијата во светот, од светската популација, е инфицирана со оваа бактерија. Во некои земји, како што се земјите во развој и понеразвиените земји, овој процент е многу поголем, некаде 80 до 90% од пациентите, значи мислам од популацијата од луѓето, се инфицирани со оваа бактерија, додека во развиените земји тој процент е помал, благодарение мислам на подобриот стандард на живот и се движи некаде од 40 до 50% од популацијата. Значи, оваа бактерија порано долго време се сметало дека оваа бактерија е мислам не била прорајдена оваа бактерија и воспалението на желудникот се сметало дека настанува од други причини, како што се нередовна исхрана, неправилна исхрана, земање на кисела, повеќе кисела храна, некои лоши навики како што се пушење, алкохол, стресот исто така тука се вклучува како ризик фактор, употребата на нестероидните антиреуматици или како причина, честата употреба како причина за воспаление на желудникот, се до 1982 година, кога двајца научници од Австралија ја откриле оваа бактерија, за која подоцна се докажало дека таа е причина за настанување на воспалението на желудникот и во 2005 година за ова откритие овие научници се наградени со Нобелова награда. Сега оваа бактерија знаеме дека кај скоро секој втор човек се јавува тие гастрични тегоби или симптоми од страна на желудникот, како што се подуеност на стомахот, болка во горниот дел од стомахот или во лажичката, болка во вид на печење, жарење, гадење, повраќање. И сите тие тегоби порано се сметаше дека настануваат, како што кажав, од тие ризик фактори. Сега, обично се смета дека желудникот е таква средина, кисела средина, заради присуството на желудочниот сок и сите бактерии кои што навлегуваат со храната во желудникот се уништуваат. Оваа киселина ги уништува. Меѓутоа, Helicobacter pylori има посебни својства и таа е единствена бактерија која што успева да се адаптира и да живее во киселата желудочна средина. Зошто е тоа така? Затоа што таа има способност да лачи еден ензим, уреаза, кој што ја растворува уреата и на тој начин ја неутрализира или намалува киселоста на желудочниот сок и со тоа си создава услови за да може да преживее и да опстане во желудникот. Друго својство на оваа бактерија е тоа што на самото тело има како опавчиња или пипки, фрагилна или флагели уште се нарекуваат, и тоа ја прави многу подвижна и успева да се вгнезди во самат површинскиот слој на слузницата на желудникот, со што тука останува и почнува да се множи и може да толку многу да се намножи, зависно од сојот. Мислам, имаме поагресивни и понеагресивни соеви на Helicobacter, и да ја обложи целата слузница на желудникот и фактички така буквално кажано да го јаде желудникот. На тој начин го оштетува и прави воспаление на желудникот кој што се манифестира како гастритис. И ако понатаму не се преземе нешто, преминува во хронична форма на гастритис со последователно што понатаму ќе кажам и компликации од тоа. Така, како се внесува, како се добива оваа бактерија? Оваа бактерија, значи, се е инфективен агенс и се пренесува преку од болна индивидуа, болно лице на здраво лице, најчесто преку уста на уста,
Меѓутоа се пренесува исто така и преку контаминирана храна со измет или со фекалии, фекални маси, најчесто овошје, зеленчук, недобро измиено. Ако веќе е контаминирано со такви фекални маси, исто така може да настане инфекција. Друг начин е преку контаминирана вода, недобро испитана вода, исто така контаминирана од фекални маси, бидејќи знаеме дека бактеријата се наоѓа во фекалните маси од човекот во изметот. И се препорачува консумирање на овошје, зеленчук, добро измиено, добро исчистено, вода добро испитана, да не се пие вода од било каде и миење на раците. Така, многу често сите ние дури при прејадување, дури при внесување на малку потешка храна, знаеме да имаме проблем со желудникот, нели не реагира како орган и ни дава некакви сигнали, но што е она кое што хеликобактерот дава сигнали дека не е ниту е од прејадување, нели, или можеби глад, еве. Туку е малку поразличен симптом. Што е она кое што... Значи, морам да спомнам дека инфекцијата со хеликобактер пилори е повеќе асимптоматска. Значи, не дава секојаш симптоми. Околу 80% од пациентите кои што се инфицирани со оваа бактерија немаат симптоми, некои посебни симптоми. Додека 20% од пациентите имаат симптоми, а тоа зависи, како што кажав, од агресивноста на самата бактерија, колку брзо ќе се множи и од самиот имунитет или одговор на индивидуот или на пациентот кој што е инфициран со таа бактерија. Симптоми кои што најчесто се јавуваат се, како што кажав, подуеност на стомахот. Значи, секојдневно пациентите се жалат и малку да каснат, имат подуеност на стомахот. Може да се јави болка во горниот дел од стомахот или во пределот на желудникот, во вид на жарење, печење. Обично осеќаат ситос и после земење на мал оброк, значи им се намалува апетитот. Имаат гадење, се јавува повраќање. И ако не се преземе нешто, овие симптоми да се смират, бидејќи се јавуваат секојдневно, можат да траат и со недели, и со месеци. И значи треба да се преземе нешто, да се лекува пациентот, бидејќи може да понатаму да премине во хроничен гастрит, па ако и хроничниот гастритис не се лекува, понатаму бактеријата, како што кажав, го јада желудникот, може да доведе до појава на чир на желудникот, што е доста често застапен кај пациенти кои што имаат инфекција на хеликобактер пилори, како што има некои податоци дека дури 80% од пациентите кои што имаат присуство на хеликобактер пилори имаат чир на желудник, добиваат чир на желудник, или пак некаде околу 40 до 50% чир на 12-палачно црево. И како една од тешките или компликации, да ги кажам, кои што се јавуваат кај пациенти кои што има хеликобактер пилори, бактерија, а не се лекуваат, може да се јави и аденокарцином на желудникот. Така, како ја диагностицирате, докторке? Ова бактерија се диагностицира со помош на и инвазивни и неинвазивни методи. Неинвазивни методи се анализа на крвта, анализа на фецес или уреа за издишен тест. Анализата на крвта се зема крв и се испитуваат антитела во крвта на пациентот. Тие антитела се создават во борбата на самиот организам против оваа бактерија. И тие антитела ги има два вида, имуноглобулин А и имуноглобулин Г, кои што ни укажуваат дали се работи за скорошна инфекција со хеликобактер или се работи за инфекција која што е поодамнешна. Во зависност од тоа кои имуноглобулини се покачени. Ако се покачени ИГА, тогаш се работи за скорошна инфекција, ако е за ИГГ, значи станува збор за инфекција кај пациентот која што е многу поодамна. Овој тест што се прави преку крвта е добар за да се диагностицира присуството на хеликобактер пилори кај пациентот
и во зависност од титрот на антителата, лекарот одлучува за давање на терапија кај пациентот и во зависност од самите симптоми, дали пациентот има симптоми или не. Меѓутоа, не ни е толку веродостоен за одредување на успехот на лечењето на ерадикацијата на оваа бактерија, заради тоа што овие антитела се присутни подолго време во крвта, може да ги има и дури до 6 месеци, затоа контролна проверка на крвта за Helicobacter pylori се препорачува дури после 6 месеци. Меѓутоа имаме случаи кога дури овие антитела можат да бидат присутни дури после 3 години. Друг тест не е тестот на присуство на тестот на анализа на фецес, во кој што се испитуваат антигени на оваа бактерија. Исто така и овој тест се користи за докажување на присуството, меѓутоа е многу подобар за докажување на успехот од терапијата која што ја даваме кај пациентите со Helicobacter pylori и обично после завршувањето, значи 1 месец после давањето на терапија, може да се направи овој тест на присуство на антиген во фецес, кој што ни покажува дали бактеријата е ерадицирана, уништена или не. Тестот, издишниот тест на уреаза потешко, мислам многу ретко се применува, а од инвазивните тестови е тестот, мислам, инвазивните методи е методот со, мислам, гастроскопијата. Со тоа се смета дека е како златен стандард за докажување на присуство на Helicobacter pylori, бидејќи со гастроскопијата, кога се влегува со сондата директно во желудникот, се гледат самите промени на слузницата на желудникот, се гледа какви промени имаме, може директно да се земе биопсија, дел од слузницата, од желудникот материјал и да се направи клотест со кој што се директно се докажува присуството на бактеријата во слузницата на желудникот. Така. И тој не е најдобар метод за докажување на Helicobacter pylori. Кој што многу често пациентите знаат да кажат дека и не е онака баш пријатен за пациентите, но меѓутоа ефективноста е далеку побољна. Да, ефективноста и сензитивноста на овој тест е многу подобра. Така, доктор Иве, спомнавме како ја диагностицирате бактеријата после сите оние симптоми или предпоставки кои што самиот пациент веќе ги чувствува и промената на работата на желудникот, се лекува ли и колку долго се лекува оваа бактерија? Се лекува. Лекувањето се врши со спроведување на тривалентна или тројна терапија. Што значи тоа? Значи, кај пациентот вклучуваме 3 лека истовремено, во време трајање од 1 до 2 недели, најмногу, обично 10 дена се спроведува оваа терапија, значи тројната терапија, во која имаме вклучено 2 антибиотика и 1 инхибитор на протонска помпа. После 2 недели од земењето или 10 дена на оваа тројна терапија се исклучуваат антибиотиците и се продолжува само со инхибитор на протонска помпа, кој што треба да се дава уште 1 месец, а кај некои пациенти може да се даде и подолго. Ако кај пациентот и после давањето на тројната терапија немаме некој успех во лекувањето, може да се повтори терапијата со тоа што се заменува еден од антибиотиците со друг антибиотик, или пак може да се воведе 4-валентна терапија со 4 лека. Во тој случај, покрај 2 антибиотика и инхибитор на протонска помпа, вклучуваме и бизмут. Така, може ли да се случи, докторка, при еднаш појавена бактерија, после еден извесен период повторната да се појави? Значи, може да се јави повторна инфекција и како што кажав, значи може да се повтори терапијата во зависност од лабораториските резултати, анализите на крвта или на анализата на фецес, што ќе ни покаже. Пред малку ги спомнавме и компликациите, дека навистина доколку не се открие навремено, не се диагностицира и лекува навремено, знае да направи
многу големи компликации. Да. Се овој, како што кажав, компликации, тоа се всушност компликации кои што се јават кај пациенти ако не се лекува, ако не се навреме открие и ако не се лекува. Значи, ако подолго време е присутна оваа бактерија, знае толку да го оштети желудникот, да направи и чир на желудникот и чир на 12-палачно црево. Исто така, значи, како што кажав, спомнав и прегеска, може да даде да се појави и карцином, лимфом или карцином, аденокарцином најчесто на желудникот, и тој процент и не е така баш занемарлив. Има податоци дека се движи некаде од 2 до 6, па дури до 10% во некои земји. Значи, 10% од пациентите што имаат хеликобактер пилори инфекција, што не е лекувана, може да доведе понатаму до појава на карцином на желудникот. Сега, во некои земји, значи, како што кажав, пошто оваа бактерија е асимптоматска, нема симптоми, не дава симптоми и обично, ако пациентот нема тегоби, не се спроведува таа тројна терапија. Меѓутоа, заради компликациите кои што се јават и појавата баш на аденокарцином на желудникот, во поразвиените земји, веќе, значи, самото присуство на бактеријата, ако е асимптоматска, без разлика дали пациентот има или нема симптоми, се оди кон тоа да се ерадицира, да се уништи бактеријата. Покрај терапијата што ја даваме, тројната терапија, исто така има и друга, како дополнителна терапија, која што се дава при лекувањето присуството на оваа бактерија. Тоа се витамини, најчесто А витамин, Е витамин, С витамин се додава, се препорачува консумирање, земање на цинк, потоа задолжително се препорачува давање и на пробиотици, лактобацилус, бифидобактериум. Потоа може да се нешто во исхраната, имаме исхрана која што може да помогне во смирувањето на теговите или во побрзо ерадицирање на оваа бактерија во желудникот. Најчесто се смета дека брокулата е како од хранливите намирници, и тоа варена брокула. Се препорачува исто така кај пациентите да земаат почести оброци, да не земаат, значи, обилни оброци, да избегнуваат кисела храна, зачината храна, да не носат тесна облека, да се после јадење веднаш да не се легнува, исто да се избегнува пушење, алкохол, запрашки. Значи, сите тие работи, покрај терапијата што ја даваме, значи ги советуваме пациентите и на оваа дополнителна така терапија. Така. Секако тоа не значи дека и оние кои што немаат да не ја преминуваат како превенција, бидејќи еден од клучните моменти секако не е само за бактеријата, туку и за општо за сите болести и заболувања е секако превенцијата. Да, значи превенцијата, како што кажав, значи оваа бактерија е доста честа. Ја има и кај возрастни, ја има и кај помлада популација, се јава дури кај деца. И кога пациентот ќе почувствува некоја таква тегоба, која што трае подолго време, како подуеност на стомахот, една непријатност, значи, во стомахот, тие така ние ги викаме диспептични тегоби, значи, некоја болка во желудникот, која што секојдневно почнува да ја чувствува, да треба да се јави на лекар, треба да се направи анализа на крвта, да се провери дали има присуство на оваа бактерија, затоа што е доста честа, како што кажав, процентите се доста големи. Така, ги спомнавте на почетокот неразвиените земји, но овдека имаме и висок процент на заболени присуство на бактеријата и кај развиените земји. Секогаш храната знае да биде причинителот? Па, знае да биде затоа што повеќе се користи, денеска знаеме, брза храна, се користат храна богата со нитрити, со адитиви, и секако и оваа храна придонесува, значи, во желудникот да се создават се повеќе услови за развој на оваа бактерија. Така. Докторке, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте со нас. Интересна тема на вистина и се надевам дека
ќе почнеме полека да стануваме свесни за своето здравје, полека да го менуваме начинот и на исхраната и на внесувањето на намирници кои што секако ќе значат подобро здравје. Да. Ви благодарам уште еднаш што бевте заедно со ТВ Ординација и нашите гледачи. Се гледаме некоја наредна емисија. Благодарам на поканата. Така. Вас, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечер во одвоивте време и бевте заедно со ТВ Ординација. Се гледаме наредната среда.